Во одбележувањето на светскиот ден на борба против корупцијата денес се вклучија и градоначалниците. Државната комисија заедно со UNDP работи на активности за развивање на концептот на интегритет во Република Македонија, при што досега беа пилотирани 10 општини кои што изготвија антикорупски политики. Најдобар начин да се справите со корупцијата е да имате јасни и дефинирани рокови на извршување на работите. Значи, едноставно, ако некој предмет е целосен, комплетен, апсурдно е да стои во вашата фиока, и тоа на дното од вашата фиока. Тогаш веќе и кај вработениот кој го држи тој предмет, но и кај раководителот, конкретно сега градоначалник, имаме проблем. Иако подпишаниот документ е символичен, самиот факт што за корупција се зборува се почесто е чекор напред во нејзиното намалување. Дали со ова се согласуваат граѓаните? Не. Тоа тешко. Власта се земе работа, стап во раците, ќе биде се уред. Колку искрени напори за таква војна досега имало е непознато, но праксата зборува друго. Според последните истражувања, дури 40.000 граѓани месечно нудат пари за некаква работа. Верувале или не, сите заедно во текот на една година за мито дале 1 милијарда евра. Од оваа милијарда, 40% завршуваат во здравството, 25% во судството и 10% кај урбанистите. Во 48 случаи мито побарале самите административци, а останатите ги понудиле граѓаните сами. Војкот на борбата против корупцијата мошно е добар е и следниот податок. Пред 4 години мито нуделе само 3% од македонците. Сега тоа го прават дури 11%.